зборуваме за Meta Frameworks да зборуваме денеска. И што се, зошто се интересни. И има еден bold claim на слайдот, викам дека можеме да изградиме Meta Framework за 30 минути. Kind of. Не е баш прецизно, ама ќе стасаме до некаде. Океј, кој е Дарко? Има тука еден котичкор збор што е инспириран од Андри тука во првиот ред, што ми шерна еден артикл пред некое време, каде што котичкор девелопери у суштина се луѓе што сакаат да работат со раце. Ја обожавам да растам пиперки, така да тоа веројатно ме квалификува као котичкор и тоа е тоа. Од сега така се брендирам и на LinkedIn, луѓе се чудат, ама феноменално е. За работа, дејџабот ми е Devrel Super Tokens, Devrel, не знам колку ви значи, ама претежно е продукти што девелопери ги користат и јас сум тој што обично ги тестира и така натаму, као прави ствари околу нив. Освен тоа обожавам open source Linux и сите нрди ствари на планетава, ама доста е за мене, може да збориме за Meta Frameworks. Се. Најверојатно веќе користите, но така ако препознавате било кој од логоава тука, знаете више од прилика што е Meta Framework, ќе дискутираме за дефиницијата после, пошто сериозно се проблематични. И стварно нудат одличен девелопер експириенс и ви прават еден тон магија да кажеме, за да можете да имате интегрирано искуство помеѓу клиентот и серверот. Ама тоа е проблемот. Магија е целото. Не разбираме под хауба точно што се случува. Освен ако не знам да речеме сте потрошиле време пешки користејќи React Router пред 7-8 верзии, па сте пробале нешто на сервер да правите со тоа и стварите стануваат малце проблематични од таа точка. Идејата е целото тоа да го направиме помалце магично, погледнеме што има под хауба со така една амбициозна идеја да изградиме Framework Summit. Ќе видиме кај ќе стасаме. Демото барем работи, така да... И зошто уопште го правам ова? Голем дел од работата, дејџабот, ми е integration work. И у суштина, со сите овие логоа што ги гледате горе, имам направено барем по некоја интеграција. И почнав да забележувам некои заеднички особини. Викам, добро, окей, ајде, што поѓа волите дефиницијата за Meta Framework, ама не најдовме единствена дефиниција за Meta Framework, зашто имав прилика да разговарам и со Framework Authors, и онака ако соберете у соба 5 Framework Authors да ги прашате за дефиниција за Meta Framework, 8 одговори добивате easy, така да не сме баш сигурни што точно е Meta Framework to begin with. И окей, тргнав да разберам што поѓа волите е Meta Framework и е забавно. Секој хакинг проект е забавен, така да идеме со тоа. И сега, како и на секоја презентација на планетава кога презентираат нешто има лого и за да изгледа професионално, Gemini ми даде илустрации и рече дека имање на беџар е валјда? Да. Ракуне, тоест ракуне се извинувам. Дека ракун е добра идеја за маскота, за нешто што е тотален печворк, така да му верувам и еве професионален е фреймворкот да речем. Да. И ќе градиме фреймворк што се вика Patches. Тотално е cobbled together, не го користете ова чудо production open source, ама сериозно не го користете у production. Работи, ама немојте. Идејата е да биде learning tool. И од што се состои? Како и сите други работи што се изградени на вебов, building on the shoulders of giants. Го користиме Vite како bundle и како dev сервер. Ќе го користиме Vinci, што е интересен тул, комбинација од неколку различни ствари, имено инспирирано од една ствар, нитро што се вика што е инспирирана повторно на Next.js, ама ќе навлеземе малце поише во тоа во понатамошните слайдови. Целата идеја е дека дозволува да користиме серверски функционалности на начин што ни гарантира дека без разлика каде ќе бидат деплојд ќе работат. Сакаме на VPS ќе работат, сакаме на Vercel ќе работат, сакаме на Cloudflare ќе работат. Тоа е генералната идеја позади Nitro. И нормално React. Често ме обвинуваат дека го хейтам React. Има еден дечко тука напред што често ме обвинува. Не го хейтам React, не го сакам, ама не го хейтам многу. Ги хейтам обично Next и Vercel, но тоа е друг муабет. И сега, да идеме на делот од приказната, каде што пробав да добијам одговори што се Meta Frameworks. Еден од најчестите одговори е Frameworks for Frameworks, што е као, па добро, зошто? На како фреймворк е фреймворк кој се содржи самото у себе и одговорот ме фрустрираше. Следниот одговор е, овој беше еден од поискрените, unfortunate naming convention го нарекоа, цитирам, затоа што UI libraries почнаа frameworks да се нарекуваат, затоа што веќе не рендерира само компоненти. Туку имаше state, имаше routing вградено во некој, имаше еден куп работи што традиционално не можеш баш во едно фокусирано library да ги спакуваш.
И ова беше најискрениот одговор што го добив. Едноставно ни требаше начин да правиме диференцијација помеѓу ствари што се фронт-енд онли, што стануваат на клиент, и ствари што вклучуваат и бек-енд функционалности, како RPC-а, како SSR и такви ствари. Ама ништо од ова не е важно, зашто деловите што ги делат еден со друг се битните у суштина. И тоа што Дарко, по неговата дефиниција како Trust Me Bro, ова е дефиницијата за метафреймворк што треба да содржи. Треба да содржи рутер или рутери. Некои имаат и повеќе рутери, некои дури добри причини имаат за повеќе рутери да имаат, I'm not naming any names. Ни треба начин за да рендерираме ствари на сервер, нели? Затоа што сакам ефикасен да биде целиот тој како целото праќање на страницата и после како се хидрира. Ни треба начин да повикуваме функции на сервер, исто позната како RPC за тие што се постари тука, пред да го ребрендираат како Server Functions, и Client-Side UI Library Framework, што битен момент е дека треба да функционира со Server-Side рендерингот, односно да знае како да го преземе целиот дом, да стави врз него хидраци и целото тоа да го направи интерактивно, без да треба како без потреба процесорски циклуси да троши. И сега, што значи тоа за печес? За големата амбициозна идеја. Винши, што го спомнавме, доаѓа со Page Router, што многу едноставна е идејата позади Винши, како Page Router, ќе ја видиме понатаму. И Wouter користиме, буквално Wouter се изговара, за на клиентска страна. Можевме и Tanstack раутер да користиме, можевме и React раутер, ама ете, критики одма добивам. Можеш, ама се многу по, да речеме, involved за интеграција, Wouter е многу минимален. Така да Wouter нема ни routes wrapper, буквално како почине. Добро, ќе видиме. Fair enough. За SSR користиме React DOM сервер, нема потреба што друго да користиме да ја комплицираме целата работа. За серверски функции Vinci има плагин. За client-side рендеринг користиме React. Ако на сервер користиме React, нормално и на клиент ќе го користиме, и тоа е тоа. И тргаме. Што ни е starting point од Vanilla вид? Кажи Столе? Стрелката. Се извинувам. Тоа е кога имате... Океј. Супер, фала Столе. Почињаме со Vanilla вид. Vanilla вид е наједноставниот стартер поинт што можете да го замислите. Нема ни UI client library во него, туку буквално е само build систем, нема ни конфигурација никаква, ма тоа е супер затоа што целата конфигурација ќе му ја препишеме. Ги инсталираме сите овие dependencies, ќе ги оставам слайдовите после на линк ако сакате да експериментирате со ова, ама вака изгледа една конфигурација. Сега за ова ќе ми требаат speaker notes затоа што има технички детали што не ги знам на памет. И сега, целото ова што го гледате, колку од вас имаат Vite користено патем? Океј, супер. Знаете дека корот е Vite конфигурацијата, така, ова не изгледа како класична Vite конфигурација, меѓутоа Vinci under the hood kind of користи Vite и онака, така да е wrapper, можеме да го гледаме како wrapper на некој начин. И сега, ова што го гледаме раутер со објектот, што гледате на четвртата линија, тоа ни дозволува да дефинираме како Vinci ќе третира одредени фајлови и како ќе ги мапира кон рути. На некој начин е рутер, ама повеќе route handler, односно како ќе ги билда асетите и како ќе му ги презентира после на кој да ги бара од другата страна. Значи имаме неколку различни стратегии што се дефинирани од type property-то што го гледате на екран. Static, како type property, е многу едноставно. Буквално се статични асети, не им прави ништо, само ги сервира и that's that. На SSR, односно HTTP како тип кога го имаме, ги третира како HTTP Server Responses. Праќа некаква цела ствар, ја пакува и ја праќа на сервер. И во ситуацијата кога е клиент, бандла нешто, прави нешто, односно тоа што класично го прави вид и враќа нешто исто така на сервер. И се да кажеме на некој начин различни routing/bundling стратегии спакувани во едно, ама се со цел да ни дозволи некакво унифицирано метафреймворк искуство, што инаку би требало да инсталираме цел Batteries Included метафреймворк да го имаме. Има и други патем типови на route handleri што ги има. Проверете на Vinci сајтот, меѓутоа овие се најчесто користените и се фокусирав на нив. Сега, да се вратам малце назад. Имавме хендлер дефинирано во двата конфигурацијски објекти
На едното има SRC server entry, на другото има client entry. Тие што го знаете Remix, има и неколку други фреймворкови што користат овој патерн, имаат entry файл. Entry фајлот е секогаш првата ствар што резолвира кога ќе се случи request, без разлика дали се случува како прв пат или дали се случува од клиент како втор пат, additional request, што после тоа продолжува да рендерира нешто. Ова се сите импортови што ни се потребни, ќе навлеземе во секој посебно. Меѓутоа фајловите се сварно големи, ќе ви ги покажам после во демото. И затоа ги расцепкав еден по еден, ама затоа има фенси анимација и можеме да пројдеме едно по едно што всушност се случува. Секој сервер entry има една ствар што се вика event handler, што е функција што го врапува целиот server-side request logic. Добива event како input и тој event ги содржи сите информации што вас ви требаат од requestот, патеката, што имате како payload и така натаму, за после да можете да направите што и да сакате следно. Get manifest е API, најфер е да го наречам API, што ви дозволува различните околини што ги имате во Vinci, клиентската, серверската, статичната и така натаму, да комуницираат меѓу себе и да знаат како се конфигурирани. Например, не знам, ако клиентската содржи некаков асет, да знае и серверската дека го содржи истиот асет и тие две да комуницираат со целото тоа да изгледа seamless како искуство во целиот рендеринг процес. Следното е Render to Pipeable Stream. Ова веројатно ви е познато на повеќето што сте запознати со SSR во React. Ова е React API-то што ви дозволува да конвертирате компоненти во Node.js Stream. И тоа на клиент да се вчита и да се стрима како статичен HTML додека се хидрира апликацијата. И ова е ефикасно, очигледно. Следното on shell-ready е callback внатре што го имаме во Pipeable Stream и што ни кажува дека кога иницијалната HTML структура, shell-от да кажеме, дека е спремна, можеме да направиме resolve на целата ствар. Следното Bootstrap modules ни дозволува да го хидрираме сервер HTML од рендериран на сервер и ја добиваме патеката, што е тука битна од Manifest API-то, што го спомнав пред малце. И последната ствар што имаме тука, што е, да речеме, технички битна, и ова ќе го читам, зашто ми е стварно тешко да го спакувам во зборови. Bootstrap script content injects an inline script tag into the HTML stream. Here we serialize the client manifest and assign it to window.manifest. This allows server-side code like Vinci React's create assets to access manifest information. Оваа ствар во суштина ни дозволува на клиент да ги пристапиме сите информации што ги содржи во манифест, меѓутоа буквално на клиентската страна кога ќе стасаме во браузерот, зашто има use case-ови за таа работа. На крај, хедерите ги местиме на текст и HTML затоа што серверот очекуваме HTML страници да ни враќа. Клиентското entry е многу поедноставно за споредба. Битната работа тука, тоа е две битни ствари се. Vinci Client, што е моментално highlighted, е runtime библиотеката што му треба на Vinci за целата оваа магија да работи. И Hide It Root од React DOM, што ако некогаш сте користеле Create Root, фундаментално исто функционира, само што прима респонс од сервер наместо да очекува тука да му биде локално целата ствар. И app компонентата што ни entry е релативно едноставна, со тоа што разликата е дека имаме get manifest, што ни ги собира информациите за сите асети што ги имаме од Vinci. Ги дефинираме тие специјална компонента е да кажеме, што ни дозволува да сватиме кој CSS ни треба, кој JavaScript фајлови ни треба за целото ова чудо да функционира како што функционира. И мораме да ја дефинираме целата HTML страница. Remix ова многу покултурно го прави, затоа што оваа целата страница во entry client ја става, ама P6 не е културен фреймворк, така да решив да ја ставам у app.tsx, така да, тоа е тоа, deal with it, PR за open ако сакате да го направите подобро, мада нема потреба, окей. Suspense имаме како врапер околу асет, зашто ова е асинхрона ствар, не ги добиваме од старт, туку може ќе се вчитуваат дополнително, може би third party скрипт имаме и така натаму. И на крај конечно нешто што изгледа како конвенционална компонента. Имаме еден многу едноставен каунтер тука, што само зголемува ствари кога ќе кликаме, ништо посебно и тоа е тоа. Сега, ова како демо, не ми работи демото. А не, работи демото, се извинувам. Јас сум грешка зашто гледам Speakers Notes. И сега кога ќе кликам тука,
нормално зголемува count, што не е ништо возбудливо да сме искрени, меѓутоа тука е возбудливиот дел од оваа приказна. Го отвараме во нов таб, така? Изгледа целото, окей, стандардно рек, ова можевме и со клиентски компоненти да го направиме. Ама ова не можете да го направите со клиентски компоненти. Ако го исклучам JavaScript-от комплетно тука, ќе го добиам истиот респонс назад. JavaScript-от нема да работи нормално, пошто нема JavaScript. Значи, повторно, Remix е паметен на темава. Remix прави цела една магија што ви дозволува онака да дефинирате серверски стор и цело тоа со page reload-ови да го прави, ама кој што кажав, Remix е културен фреймворк, а Patches не е. Така да враќаме назад JavaScript, правиме reload и добро, супер, направивме еден куп конфигурации и ствари за да имаме само SSR. Чудо големо, нели? Добро. Ајде идеме понатаму, може ќе стане интересно. Ето така. И добро, нормално следната ствар што ни треба за било кој мета фреймворк како компонента што ја дефиниравме во агендата е раутинг. Првата ствар што ни треба за рутирање, скокнав слайд, не скокнав слайд, добро. За да дефинираме файл систем раутинг тука ни треба да искористиме една ствар од Vinci, што се вика Base File System Router. Дефинираме цела класа, што у суштина само дефинира како ќе одговориме на реквестите на одредена рута која ќе дојдат од сервер. Технички од клиент, ама за тоа малце подоцна ќе ви објаснам. Единствен интересен бит овде е тоа компонент, ако го гледате овде. Ова дефинира како ќе се справува со компонент фајловите што се мапираат на самите рути. Ако да речеме имаме index.tsx, тоа што PHP го прави години наназад патем, што е као PHP was right all along, ваljda, пошто го правим истото само со екстра чекори се. Имаме index.tsx и само кога ќе налета на index.tsx файл, кога ќе помине целата таа раутинг логика, го зима дефолт експортот што го има компонентата, во фолдерот што ќе го дефинираме за кратко, и тоа ќе го рендерира на екран како статичен HTML. Добро се highlights, што ги пројдов. И сега, кога сакаме ова да го дефинираме во конфигурацијата, да се вратиме назад на config фајлот, се што треба да направиме е да го додадеме ова во routes објектот, внатре во Vinci конфигурацијата, односно Vite конфигурацијата. Инстанцираме нов FS раутер, што го дефиниравме пред малце, и само му кажуваме со dir, тука, на која патека да ги бара тие рути што ги сакаме, што кај нас е SRC routes. Често конвенцијата е SRC pages или SRC app, такви ствари за различни flavors. И екстензиите што треба да ги третира како страници. И после тоа само му ги враќаме дефолт раутерот и дефолт app инстанцата што му требаат на Vinci за да продолжи да рендерира. За client-side routing од друга страна го имаме Wouter. Така се вика што да правиме. Го инсталираме Wouter и се што треба да направиме со Wouter да го инсталираме очигледно. Во render to pipeable stream, каде што имаме сервер entry, наместо да враќаме само app, го врапуваме целото во раутер со SSR5, затоа што има многу едноставен начин Wouter за да знае точно од каде доаѓа реквестот и да знае рутата што треба да ви ја покаже. И наместо hide root што го имаме на клиентскиот entry point, го врапуваме у раутер. That's it. Финално ги дефинираме рутите. Значи, кога ви ја покажав конфигурацијата на рути претходно, кога правевме custom router, ова можевме и автоматизирано да го направиме, малце по-инволвд и сватив дека ќе ми треба уште едно 7-8 минути повеќе, идејата е ова целото биде по 30 минути како за дефинирање на мета фреймворк, така да се реши рачно да ги дефинирам рутите, зашто е поедноставното решение. Идејата е многу едноставна. На клиент кога сум, му давам само на која патека треба да бара која компонента. Овие два рутери не мора да функционираат исто. Во многу голем број фреймворкс функционираат исто, ама не во сите. Например, Solid Start има два различни рутери. Го има файл раутерот, сличен на овој што го гледате тука, и го користи Solid Router за клиентско рутирање. На крај само ги додаваме во домот, ова не е ни толку возбудливо. И сега, добро, повторно демо. Го имаме каунтерот од претходно и сега можеме да направиме навигација на About Page и повторно не е толку интересно. Ајде да го видиме посебно. Ја менува рутата тука,
И сега ако го изгасиме JavaScript-от, повторно ќе продолжи да работи SSR-от. Работи и рендерира full, не му треба client-side routing, си функционира како што очекуваме да функционира, освен клиентските ствари, зашто не сме Remix повторно. Refresh на about page? Веднаш? Good one. Со изгасен JavaScript? Не бе со изгасен, не бе готово. Потешко. Еве, изгасив JavaScript, така? Еве, reload да сме fair, идеме на about page, правиме reload на about page. Thank you. Кој чекор го рипнав? About ти е дефиниран во сервер раутер. Да. Дефиниран е затоа што во сервер раутерот сите рути се дефинирани како страници сами по себе, да. Така да автоматски знаеш од старт, да пробаш да пристапиш, ќе го дзирнеме кодот на крај. Можете да ме прашувате што сакате. Океј. Идеме понатаму. И добро, до тука имаме SSR, имаме раутинг, имаме, тоест два рутери технички, имаме клиентски и серверски рутер, многу сме близко до готов мета фреймворк по дефиницијата што ја постапив од старт. Сега само ни фали сервер function. Сервер function се за среќа можеби наједноставната ствар што можете да ја ставите во Vinci based meta framework, веројатно е правилниот израз тука. Меѓутоа има проблем, затоа што Vinci е 0, нешто верзија се уште. Ако пробате ова што го гледате тука да го направите со Vinci над 0,4, нема да работи. Затоа држете се до 0,3 и надоле, we're golden. Затоа и реков дека е целосно експериментален. Да, JavaScript ствар, добар коментар на место. Да се вратам назад на раутер стварта што ја зборев уште на почеток. Во Vinci конфигурација има и плагини и еден од плагините што Vinci го билдаат самите е серверските функции, кои што можеме, тука овој дел ни е неопходен за да работи, за клиентската страна од целава апликација да знае дека постои нешто како серверски функции. За целото на магично RPC каде што дефинираме функција на сервер и после ја повикуваме на клиент да функционира, а за серверскиот дел ни треба овој бит тука, каде што ни треба како раутер да го дефинираме, меѓутоа не треба ништо да направиме override, само треба да го ставиме тука и тоа функционира. И сега нормално, за да повикаме нешто од сервер, треба да дефинираме серверска функција. И ова навидум изгледа како нормална функција, освен овој дел тука, што повторно веројатно го имате сретнато или како use client или како use server, зависи од флеворот на фреймворк што го користите во React. Конкретно во Remix, не знам се враќам на Remix, не сакај ги стасав до многу Remix-like developer experience, го користат use server секој пат кога сакаат да колоцираат функција во некоја компонента што треба да се изврши на сервер. Ми изгледаше разумно, го направив истото и ова значи дека едноставно ќе врати респонс. Ова на клиент вака би изгледало некаде. И ова битното е дека ова е во истиот файл. Намерно ја оставив коментар. Имаме routes.index.tsx и повторно во routes.index.tsx. Се што правиме тука што е битно е овој бит што е хайлайтуван. Имаме асинхрона функција load data што е во useEffects спакувана, каде што на стейтот што го дефиниравме преходно, правиме само await со истото име на функцијата што ја дефиниравме тука, get server message, и ја имам и овде како get server message. Нема Ajax requestovi, нема WebSocket, нема ништо такво, само function name што се тоа магично во позадина се хендла и нас не интересира понатаму. Меѓутоа, кажав на почеток дека поентата е да нема магија. Ова е многу едноставен патерн, ова се познато за тие со пообелени коси како RPC. Многу добро е документирано на интернет, као ресерчнете го, као функционира. Тоа е тоа. Само ни текна дека можеме да го користиме како патерни во модерен веб девелопмент, што е феноменално како идеја. Патем и само ја рендерираме лоудер датата. Во пракса ова вака изгледа. Повторно имаме страница со каунтер што е целосно на клиент, меѓутоа ако направам тука reload, ќе видите дека имаш еден флеш, дека нешто се лоуда и добивме hello from server. Ајде да го видиме целото демо. Добро, ова е веројатно подобро се гледа ако го успорам. Да речеме дека нетворкот ќе го ставиме на 3G. Играме на hard mode. И ако удриме reload, сега ќе почекаме дур целото се излода. И сега ќе гледаме едно loading server message, додека се дешава тоа Ajax requestот. И на крај ќе стаса евентуално. Само ќе го погледаме, ама окей. Да, вака изгледаше 3G.
Споричко, да. И тоа трае, и трае. Да, во случај да не тестиравте на спори конекции, вака знае да изгледат често пати, така да тестирате и на спори конекции, за да знаете и ова кога некој ќе влезе во тунел. Овде требаше да поминат 30 минути? Види, да, окей, ама имам уште takeaway слайд, така да близко сме. Да, окей. Еве го, Hello from server, конечно стигна супер одлично, ни требаше само 1,1 минута. На тубит сме виделе и полошо, ама чекај сега да го вратиме на нормална брзина, на no throttling. Сега тоа изгледа се фино брзо, повторно си работи се што работеше претходно, тоа е тоа. Окей, добро, и ајде направивме мета фреймворк. Супер. Што всушност е рекепот од целава ствар? Видите, Vinci React и Wouter е мета фреймворк. Користиш у продакшн никако, ама направи свој. Тоа ми беше целата поента со целава презентација. Сакаш да го направиш со Angular, сакаш да го направиш со Solid, сакаш да го направиш со Vue, направи го, не е толку комплицирано, ќе ти одземе веројатно 2-3 сати, со сите ствари што ги има off the shelf. Ама целата идеја на крај е не прифаќај нешто само како магија, затоа што имаме една многу глупава навика во веб девелопмент. Океј, сега ќе изгенерирам next step, тоа самото магично ќе работи, be productive, whatever. Ама, разбирањето на како ствари функционираат под хауба може ќе те натера да размислиш за да користиш Remix или може ќе те натера да користиш Ваку или нешто, што може би има посоодветна алатка за целата ствар на крај. Или па може ќе сватиш дека next е соодветната алатка што си одбрал од старт. Битно е да разбираш, не ја прифаќај магијата каква што е. Фала ви. Прашања? Дали имаме прашања? Show of hands. Фала за интересната презентација. Како што кажа, беше интересно да се види како е под хауба, како функционира се тоа. Ја имам, не може толку поврзано прашање, но како е напред презентацијата, ти беше многу добро. Слайдев. View алатка, view-based алатка е што ти дозволува да пишуваш слайдови во Markdown и имаш predefined layout и теми и у суштина се што можеш да правиш со Markdown на блогпост, можеш да правиш со слайдови тука и е стварно супер. Тоа е многу кул. Фала ти уште еднаш. Нема што. Имаме ново прашање? Не е поврзано баш со Meta Frameworks. Не, близко е. Дали сигнали ќе направат да се бескорисни фреймворкс? Тоа многу ме интересира. Не? Не. Сигнали само ќе поедностават некои работи што needlessly ги комплицираме во моментов и тоа е се. Реално само state е Ама проблем. не, гледај, претпоставката е дека сите ќе прифатат сигнали што нема да се деси, така да back to square zero сме. Мислев, се извинјавам, дали можеш со Vanilla JavaScript да постигнеш без фреймворк ако има сигнали, зашто реално сигнали да се проблем. Гледај, имаш there's more than one way to skin a cat. Така. Колку е ефикасен, колку ти е тебе близок, колку е соодветен, тоа е веќе прашање, знаеш, на скилсет, на мислење, на проблемот што го решаваш и така натаму. Нема едноставен одговор за жал. Ај, врати се тау на еден слайд, 2, 3. Еден, два, Уште? уште? Е тука. Е. Не, врати се на use ефектот кај што лоудаш. Е тука. Е. Колку би било комплицирано ова сега да го направиш да е loader функција. Така. Биди така. Го гледаш делов тука? Хеза плагин, не е само зарез, има плагини за тоа. Размислував и на таа варијанта за колку тешко би било да биде прилоудет целото на самата рута. Во тој случај презентацијава ќе требаше 15 минути поише да трае. Па добро, ако само ја викаш функцијата, Ајде да видиме што ќе се деси. Беше ми не ми ако ја интересно. await-аш функцијата, Само ја wait-ам пред рендерирање, тоа е идејата? да, Ајде. надвор од use ефект. Знаеш дека не ни пробав? Let's find out. Еве, имаме во... Па да бе. Use effect, сакаме hello server тука.
да го извршиме во надвор од юз ефектот. Да. Океј. Ке кенка дека е во Тоа е проблемот, дали Vinci поддржува awaitable. со плагини. Треба дополнителни плагини да достава. Ајде направи ја async функцијава и пробај во рутерот да го awaitаш фајлот. Fuck sake, чекај. Export default async. Добро, ова ќе го чекај, тоа ова не ти тука треба. ќе го И сега во закоментираме рутерот? и сега сакаме тука валја после ова set message, така? Sure. Ајде, message string. ајде. Нема да работи вака реактор. Добро, окей. Сакаме само да Прекрсти го message во server message и скри го use state и да видиме дали ќе работи. server message, добро. Така? Океј, и use state-от сакаме да го дефосаме од тука, Да. така? Добро. И сега await го во рутерот. Аха, Лодирањето. ниво погоре на client side routerот сакаш да го await-ам, Па така? не знам дали е на клиент. Тука е проблемот. Page routerот треба да му направам еден куп магии за да му кажам дека треба да очекуваш можеби и дата да дојде од ова дополнително. Зашто ако се сеќаваш во серверскиот рутер тука, само му кажуваме компоненти да очекува флет. Има една директива, не знам дали се вика директива, мислам дека се вика директива, што се вика handler $. И као хендлерот кога му кажуваш као што треба да прави, му кажуваш дополнителни директиви, има и плагин за тоа кажав, што у суштина очекува дека оке овде нешто екстра може да се деси. Нели јасно ти е дека ова е преосмислување на RSC. Буквално ова е RSC. Па да. Само со други $, хендлер. Да, и на сенсе, само што ова е универзално, не е само React only, ова работи со све аут. Да, окей, да. Тоа е целата идеја, не сите користат исти примитиви. Да. Така да, ова види, ако правилно го држиме да речеме, може и да проработи. Зашто знам дека има RSC плагин, да кажеме, и RSC плагин ако има, ова имаме патека да го направиме да работи и пешки. Сега колку време ќе ни треба да го направиме е друго прашање комплетно. Да, окей. Дали има други прашања? Ај вака едно по-нублецко прашање. Пошто не ја следев цела презентација, Океј. имав работа. Vinci, пак е нешто што користиш и пак има некоја своја магија што ја користиш ти, видов дека има некои методи, функции што се повикуваат. Може малце тука да подобјасниш за нас Vinci, окей, за Vite може да се согласиме дека разбираме што прави, така? Окей. Тргаме од Vite. Да беше или не? Не, Vite е бандлер. Окей, има сенс. Ги зимаш стварите што ги прави Vite и ги комбинираш со стварите што ги прави Nitro. Што прави Nitro? Nitro ти дава универзален рантайм за серверски JavaScript. Ти вика можам да работам на Node, можам да работам на Dino, можам да работам на Ban, можам да работам на било кој Cloud Function Execution Engine. Да речем, не знам, сакаш на Vercel, сакаш на Cloudflare, сакаш на whatever. Ги зима ги комбинира тие две ствари и пробува да ти даде low level framework за да можеш да изработиш своја ствар врз него. Во две реченици, три собрано, така звучи. За се подлабоко треба API по API да скролам и да ти покажувам што прави. Да, окей. Го. Столе ми го предаде микрофонот. Ако, продолжи. Мене ми е прашањево пак, јас сум за Vinci, дојден. Сакав да прашам, колку е лесно во Vinci да се имплементира нешто како интерсептор или guard, затоа што претпоставам, сега и прашањето дали треба да го направиш тоа некако кастом или ќе ти дозволува да го направиш многу полесно. Раутер API-то. Тоа што го гледавме, прашуваш интерсептор за build time или интерсептор за runtime? За runtime. За runtime конкретно, окей. На runtime у суштина можеш што сакаш да користиш. Тоа кога нема да ти направи никаква пречка затоа што на крајот на денот кога ќе стасаш на клиент, во тој бандл можеш што сакаш да ставиш, знаеш.
не знам, еве да речеме Axios интерсептори сакаш да ставиш, стави ги, никој не те спречува. Ако сакаш да ставиш нешто сервер сет, ќе треба серверскиот контекст да работиш. Само што има на памет дека не работиш со класичен Node.js сервер, доаѓа со екстра лимитации, бидејќи Nitro, што е под Vinci, што Vinci го користи како building блок, доаѓа со екстра пречки за од друга страна да ти овозможи да ти гарантира дека кога ќе го деплојуваш ќе работи и на Cloudflare и на твојот VPS. Така да. Имаш уште едно прашање? Само момент. Ти рече дека на господинот што се јави во петокот пред мене не, во клиент серверот, отвори го. Окей. Клиент ентрито? Да. Окей. Клиент рутерот, извини. Клиент рутерот. Клиент рутерот не. Чекај, стој. Не, ова. Окей, ова, добро? Да, сори. Ова. Прати го. Ова? Така, да. Тука технички овие компоненти се рендерираат на сервер. Да. Затоа што он ги покажа дека работат без JavaScript. Да. Значи ако ги await-аме тука, тоест мислиш, окей. Ако овде ставам кај компонентата await, тоа ти е муабетот? Сега не знам кај се користи овој roots објект, ама ако го await-аш таму, еве кај се користи. да, нема работи. Нема да работи. Види, ќе седнеме, ќе го направиме да работи, кој промис можеме да го направиме да работи, ама по-инволвде него само да ја оставиме await. Главната фора ми е колку е тешко од ова сега што го имаш да стигнеш до loader функции. Саат време отприлика. Ја би рекол дека loader функциите треба да се полесни од сервер функции. Во Vinci не се. Да, очигледно. Затоа што пробува по-абстрактен да биде. Сметај дека ако пробуваш да акомодираш примитиви како сигнали, примитиви како се што прави секој фреймворк на планетава, нема да биде баш чисто апито за сите, така. И затоа имаш систем на плагини, имаш како посебни плагини за Solid, имаш посебни плагини за React RS и React Server Functions и така натаму. Толку. Океј. Друг некој? Дали имаме други прашања? Коментари? Океј, ова беше грилање поштено, кофа.